Работата на парламентот е ставена во мирување на неодредено време, но пратениците ги чека нето плата од 95 и бруто од 145.000 денари. Суми кои за нашиот стандард и во време на епидемија во очите на граѓаните сега се уште поголеми. Не се заслужени платите, оти многу отсуствуваат. И у претходни парламент, секој парламент не одат додека работниците ги пудат од фирмите за 3 дена едно по друго, а они можат со месеци и со години да не одат и да земат плата. На целата влада не заслужува, не пратениците само. Они од патарините и од пато само повише земат. По долгите дебати за патните трошоци, пратениците извесен период останаа подзаборавени од јавноста на оваа тема. Но гнев нани фрли неизгласувањето на пакетот економски мерки, што значи дека плата ќе нема за десетици илјади работници. Како работниците ќе живеат без плата? Па ако може некој со 250 до 300 евра да преживее, секој му чест. Мислам дека не може. Артикли у продавницама 20, 30, чак 40, може негде и 50% се коцена. Некој 10, некој 15, 18, шо е тоа, пари ли е? Ништо не останува. Со минималецо од тие 14,5 или 15 дарки е многу тешко се обстане. Во принцип, пратениците плата редовно земаат околу први, но 10 дена по очекуваното, работниците не можат да го добијат минималецот. Што за ова мислат пратениците? Спремни сме сите членови на пратеничката група, сите 44 пратеници да дадат подршка на петиот пакет мерки и единствениот услов беше да се одржи една специјална ковид седница со овие точки на дневен ред. Зошто власта тоа не го прифати? Зошто власта се игра со судбината на луѓето? И зошто за тоа сака да го упати прстот кон опозицијата, останува прашање кое треба да се постави на нефункционалната власт. Јас како пратеник од владеачкото мнозинство секако дека чувствуваме сите колеги грижена совест за работниците кои останаа без плата, но тоа не е по наша вина. Поради ситуацијата со пандемијата со COVID-19 имаме заболени 4 пратеници и ќе чекаме да им помине изолацијата и пакетот на мерки ќе биде изгласан и усвоен за работниците. Освен декларативна, веројатно и интимна обзирност кон сите оштетени од пратениците има. Но повеќе од јасно е дека предност во оваа прилика наместо работниците и компаниите добија партиските интереси.